Матурските прослави и годинава ги испразнија џебовите на родителите. Трошоците се различни, а тоа зависи пред се од буџетот и желбите на матурантот. Цената на матурските прослави по хотелите и рестораните се движи од 800 до 1200 денари. Но прославата не завршува само во хотелот. Матурантите продолжуваат со славење во ноќните клубови, а за ова задоволство треба да платат околу 1000 денари. Освен ова, родителите треба да издвојат и средства за домашна прослава или во кафеана, а тоа ќе ги чини околу 20.000 денари. Покрај трошоците за гардероба за првата матурска вечер, родителите на матурантите треба да обезбедат и облека за втората и третата вечер од матурата. Дека трошоците се високи се согласуваат и матурантите. Велат скапо е, ама сакаме да прославиме. Сметате ли дека е ваквото прославување на матурската прва, втора вечер, шминки, фризури, фустани, гардероба, дека тоа е голем трошок за еден матурант? Па да, голем трошок е. Ние матурантките, посебно женските, понекогаш претеруваме, но тоа е само секое чудо за 3 дена. После матурската, може би ќе не е мака за потрошените пари, но тоа е. Резервациите за шиење на свечени фустани почнаа после новата година. Од струмичките модни салони велат дека еден фустан чини минимум 4000 денари, во зависност од материјалот и големината на истиот. Ова година претежно превладуваат долгите фустани, со боите строго, можам да кажам, бордото боја вишната најмногу се бараше, па црните, кремасти, црвени, секој со својата идеја, со свој вкус. Да. Колку се движат од прилика матурските фустани? Па така, приближно некаде од 4000 па нагоре. Па се зависи нели каков материјал, колку труд ќе се вложи во тој модел, каква е чипката, се зависи од што ќе се вметне во самиот фустан. Во целата еуфорија, желбите на матурантите се најважни без при тоа да се има грижа за трошоците после матурската вечер, како на пример запишувањето на факултет. Инаку матурските прослави во Струмица започнуваат од утре. 19 мај е резервиран за матурантите од Средното општинско училиште Димитар Влахов, 20 мај за струмичките гимназијалци, а 21 мај за матурантите од Средното техничко училиште.